процесија. Мислам дека има малку една така полукаша во јавноста, добивање датум, не датум. Нас не треба политичка одлука за почнување на пристапни преговори. Сакаме нашиот календар е првата меѓувладина конференција, која што е значи почетокот, кој ќе седне еднаш, а меѓу има комисијата ќе биде задолжена да создаде преговарачка рамка каде што сите држави треба да учествуваат и да ја одобрат. И врз основа на таа преговарачка рамка се организира првата меѓувладина конференција. Ние сакаме таа прва меѓувладина конференција да е на крајот на оваа година. Динамиката на одлучување. Ние имаме една измена. Минатата година извештаите се објавија во април. Оваа година ќе се објават кон крајот на мај. Тоа значи дека државите каде што има подолга процедура за внатрешно одлучување, како што е Германија, затоа бев толку многу во Бундестагот, има многу малку време да има една таква дебата, бидејќи им треба извештајот. За да до 21 јуни... И сега ние имаме еден период од летото до есента. Ние сметаме дека има силни аргументи, бидејќи не сме тие што рекоа Европскиот совет, кажа во јуни 2019 ќе отвориме пристапни преговори, ако земјата ги исполни условите. Ги исполни, го одржи и ако не дадат сега во јуни, реформското темпо во 4 области. И ако не се случи тоа, логично е да тоа се толкува како неуспех на реформското темпо. Тоа не го велат. Процесот на пристапување функционира само кога ве мерат објективно, ригидно и стриктно на тоа што вие можете да го направите. Дали ние сме ги решиле билатералните спорови со нашите соседи? Дали има очигледен прогрес во тоа како ни функционира судството и обвинителството? Дали има слобода на медиумите? Дали има поголема транспарентност? Ние имаме со сите наши грешки и несовршености. Од 1. јуни 2017 година до денес, кој датум сме 2019 година, април, очигледен има пресврт и ние се движиме во правец на силни институции. Има неколку нивоа. Едно ниво е нашата домашна работа. Има една важна работа што, за жал, уште ја немаме направено, а тоа е иднината на специјалното јавно обвинителство преку законот за јавно обвинителство, кој што е предмет на преговори веќе неколку седмици. Што значи тоа? Тоа значи, особено на некои земји членки, тоа им е многу важно. Например, на Холандија. Зошто? Затоа што ценат дека се создаде еден капацитет за гонење на висока корупција и за држење на министри, на влада во одговорност, дека има и трак рекорд или конкретни резултати од нивната работа и очекуваат дека овде ќе има политичка волја, тој капацитет да се зачува. Тоа е тело што се создаде во услови кога другите институции потврлија. И да се интегрира во да се задржи известна автономија. Премалку во вести разговара и да нема политички пазари околу тоа, овој ќе се гони, овој нема да се гони, оваа истрага вака, онаа истрага така. И до кај сме сега со тој процес? Тоа е важна работа и за нашето општество, пред се. Оти ние нема да станеме европски, кога ќе почнеме пристапни преговори, па дури да се зачлениме еве задутре. Ние имаме уште некое време, меѓутоа не многу долго. Ако кон крајот на месец мај се објави извештајот на Европската комисија, нас не треба резултат почетокот, најдот во секој случај во првата половина на мај, за ова да се нотира, наскоро одите да се вреднува. Во Хак, наскоро ќе одите и веројатно таму ќе треба да им кажете имам и со министерот Блок, ќе имам и со холандскиот парламент дебата во комисијата за европска. Не можете да зборувате за правда и да имате сериозен израз,
а да имате проблем со едно тело што ќе работи на правда. Бидејќи ова тело се создаде во контекст на прислушкуваните разговори и имаше надлежност за таа работа. Меѓутоа, идното СЈО со известна независност во рамките на општото јавно обвинителство ќе се бави без тие, со идна, со сегашнава влада, со идниве влади. Не може. Јас имам за жал едно чувство, тоа го имав и за бојкотот на референдумот, каде опозиционата партија дури и своите делот пратениците кои што се во ДПМНЕ, кои што се охрабрија да излезат и да гласаат, гласале за, гласале против и така намислам дека јавно кажаа дека ќе гласаат против. Меѓутоа на националниот интерес, на државната кауза, вие играта ја правите заложник работејќи на неодговорност. Дали имате информација како министер? Бегањето од одговорност Што е проблемот? како да е главниот компас на опозицијското делување во последниве 2 години. Државата не е само владата. Покрај сите институции, државата е и опозицијата. И тука имаме една споделена одговорност. Во нашата Одговорноста политичка... е на власта, во Се разбира, огромниот. Меѓутоа, за вакви историски не е доволно оправдание ние да кажеме, ние имаме политичка волја, сакаме ова да го донесеме, не се плашиме од одговорност, меѓутоа ни требаат 80 пратеници, немаме толку, другите се кај опозицијата. И затоа сме заедно во ова. И подруго ќе биде утре кој ќе биде на власт, кој ќе биде во опозиција, ако ние сме влезени. Имаме уште обиди, ќе има, јас мислам, после првиот круг сега, во недела 21 април, еден засилен обид. Мораме да најдеме начин, сите сме одговорни, ова не е кауза на владата, на СДСМ, на ДУИ, ова е кауза на сите нас. 86% од нашите граѓани сакаат европска иднина. Тоа е поголема бројка од сите политички партии заедно.